Венко Филипче и Али Ахмети Кораштиман оркестар во однос на официјалните теми за што било намаса на средбата во Мала Речица, која лидерот на СДСМ ја побара од првиот интегративец ден пред лидерската, на која домаќин беше Христијан Мицкоски, а која Филипче ја бойкотираше. Според првиот опозиционер се разговарало за соработка во Гостивар. Според лидерот на ДУИ пак за евроинтеграциите. Филипче тврди дека на состанокот со лидерот на ДУИ разговарале за новиот градоначелник на Гостивар Валбон Лимани, кој што впрочем е предлог на Арбен Таравари, но зад кој застана ДУИ, а поддршка даде и СДСМ на дополнителните избори. Филипче тврди дека во Гостивар имало сериозни проблеми и потребна била реорганизација, откако неговата поддршка му донела победа на Лимани, иако кандидатот зад кој тој застана ја води општината од 2024 година. Првиот социјалдемократ не одговори директно и конкретно дали на Ахмети му понудил соработка во така наречен Европски опозицијски фронт, како што според партиски извори во ДУИ во СДСМ објави вчера телевизија 24. Но прецизираше дека после средбата со него Ахмети бил на средба со Мицковски, а со тоа ја легитимирал, како што рече, криминалната власт. Со Али Ахмети прво разговаравме во врска со локалната самоуправа во Гостивар. Таму заеднички го поддржавме кандидатот од Алијанса, има сериозни проблеми, градот потреби имаат граѓаните, немаме коалиција. После таа средба се случи лидерската средба, јас кажав во неколку наврати, жалам што партиите кои што отидоа таму легитимираат една ваква власт. За разлика од Филипче, од Мала Речица за телевизија 24 вела дека на агендата на средбата која што лидерот на СДСМ ја потврди уште вчера за телевизија 24, клучни биле евроинтеграциите. Околу локалната соработка во Гостивар, за која што Филипче вели дека била клучна тема, од ДУИ само му порачуваат дека тоа ќе биде автономна одлука на локалните власти во општината. И од Мала Речица останаа воздржани околу детали од разговорот и евентуалната понуда за деблокада на европските интеграции и заедничка соработка. На средбата се зборуваше за евроинтегративниот процес, што се однесува за соработката на локално ниво. Тоа останува како автономна одлука на локалните власти да одлучат за истата. Телевизија 24 вчера објави дека според неофицијалните информации на ден пред лидерската средба на Мицкоски, Филипче пред одлуката на Генералниот совет, на која што Ахмети доби пас дека треба да оди на лидерската средба, бил во Мала Речица, со предлог до Ахмети за опозицијски Европски фронт. Според информациите на телевизија 24, бојкотот на Филипче на лидерската средба бил ставен на маса, но нема детали дали тој побарал од Ахмети поддршка. На состанокот Филипче, на председателот му понудил соработка во Европски опозицијски фронт. Вели за телевизија 24 висок функционер од ДУИ. Филипче само неколку дена по лидерската ги прозва ДУИ левица дека, како што рече, штом седнале на маса со такви луѓе, мислејќи на власта предводена од Христијан Мицкоски, се договарале за своји работи и потенцираше дека според него единствена опозиција во државата бил тој и неговата партија. Остра реторика и обвинување на релација СДСМ ДУИ имаше и во кампањата за локални избори, и тоа лично од лидерот на партијата.